Јас денеска сакам да започнам една серија која што не знам колку ќе трае, но со сигурност можам да кажам дека ќе заврши следната година. Со оглед на тоа што ни се ближи крајот на оваа година, така да веројатно ќе пречекориме во следната година. Со оваа серија која што сметам дека е многу суштествена и битна и е лесна можеби да се проповеда, но тешка да се живее. Дори може и за секоја тема, така да кажеме, затоа што наистина сите ние сме слаби со своји одредени мани, се уште се бориме со своите слабости и без Бога навистина е тешко. Ке видиме зашто станува збор. Ке отвориме за почеток во Излез 33 глава. Таму некаде и можеби и застанавме или овие стихови често пати ги спомнувавме во предходната моја серија, која што се бавеше со идолопоклонство. 33 глава Излез, 15 и 16 стих, тука се тој дел од таа Мојсеева молитва, која Мојсе му се обреќа на Господа. Знаете, откако паднале на испит на Синај, баш имавме и убава тема за заветите, не можеле да издржат 40 дена, откако рекле дека се ќе држат. Паднале на испит. Му се поклониле на телето. Господ се разгневил, во 32 глава Мојсе е гневен, ги крши плочите. Во 33 глава Господ вели, одете, јас не одам со вас. Му наредува на Мојсе да го повлече кампот, шаторот, далеко од таму каде што се наоѓале племињата. Но Мојсе посредува цело време и му вели во 15 стих, ако не тргнеш ти, Господи, со нас, не изведувај не од тука, или не тргаме без Тебе, Господи. Па како ќе се знае дека ја уживаме Твојата наклоност, јас и Твојот народ? По тоа што идеш со нас, само со тоа ќе се разликуваме јас и Твојот народ меѓу сите народи што се на лицето на земјата. Спомнавме околу овие стихови, кажавме 2-3 збора, меѓутоа вредно е да се напомене пак. Само со тоа, само со кое? Само со тоа, Господи, што ќе бидеш со нас, ќе се разликуваме во однос на другите народи, кои што те немаат Тебе, имаат лажни богови, имаат непостоечки богови. Со тоа ќе се разликуваме. За жал, минатиот пат спомнавме, дошло време кога израелците не сакале да имаат оваа посебност, им здодеала, па посакале да бидат како другите народи, па побарале цари и така натаму. Тоа беше таа тема. Значи, тоа е во 33-та. Во 34-та глава имаме повторно обнова на заветот. Господ му вели на Мојсија, направи сега уште 2 нови плочи, напиши, одnosno Господ ги пишува, нели, заповедите, меѓутоа му вели, земи 2 други плочи и објави му ги на Израел и го објавува, ја објавува својата слава. Мојсе бара да се сретне со него, знаеме, му кажува Господ како е единствено можна таа средба, не лице в лице. Таму скриен во карпоте, поминува Господ, ја објавува својата слава, го објавува всушност својот карактер, Господ дарежлив, милостив, долготрпелив на гнев и така натаму и така натаму. Значи имаме тука елементи, закон, давање повторно на законот, и имаме Божјата слава, всушност го имаме Божиот карактер. Тоа е, малта не се поклопува. Законот, каде што го имаме описот на неговиот карактер, славата, што всушност значи неговиот карактер. Тоа е она што е запишено во 34 глава. А Божиот карактер во еден збор, како Библијата го окарактеризира? Бог е љубов. Затоа велам дека ова е суштественото. Кој е најголемиот знак на распознавање на Господовата црква во денешно време? Или, со други зборови, по што познава светот дека сме негови? Каде читаме? Јован 13 глава. Јован 13 глава, 35 стих. Јован 13, 35.
По тоа сите ќе познаат дека сте мои ученици, ако имате љубов помеѓу себе. По што сме посебни? По тоа што ќе го имаме Господа меѓу себе. Господ е љубов. Ќе имаме љубов меѓу себе. Господ со нас. Емануел. Не по нешто друго. Имаме ние прекрасни институции, имаме болници, имаме се, имаме знаење, неверојатно знаење. Меѓутоа, вели стихот дека по љубовта ќе познаат луѓето дека сме негови следбеници. Тоа не е љубов како емоција, знаете, не е тоа она што велат, чувствувам пеперутки во стомакот или не знам како се изразуваат веќе. Како воопшто ја сваќаат луѓето денеска љубовта, прашање колку ние ја сваќаме. Тоа не е емоција, тоа е принцип. Тоа е љубов каква што е опишана еве во следниве два стиха кои што се лесни за паметење, односно едни од веќе го знаеме многу. Познат стих, Јован 3,16, златен стих, така наречен. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој кој што верува да не погине, туку да има живот вечен. Каква е таа љубов? Се жртвува таа љубов. Таа љубов е само пожртвувана. Или 1 Јованово 3,16, лесни се запамти. Јован 3,16, па 1 Јованово 3,16, надополнува 1 Јованово послание, 3 глава, 16 стих. По тоа ја познавме љубовта, што тој го положи својот живот за нас и ние сме должни да ги положиме своите животи за браќата. Спремни ли сме ние да го положиме својот живот за братот и за сестрата? Спремни ли сме на таква жртва? Или не можеме да понесеме ни најситна жртвичка, да ја наречеме така, за братот и сестрата? Затоа ова е, може би, лесно да се каже, да се проповеда, и тоа е тешко да се живее. Тоа е нешто што е страно на човечкиот карактер, на човечката природа. Тоа е љубов која што ние не ја поседуваме, треба да ја примеме од Господа, и само од Господа. Тоа е таа агапе љубов. Да го прочитаме во 13 глава Јован, значи да се вратиме во Јован 13 глава, предходниот, 35-тиот го читавме, 34-тиот да го прочитаме. Јован 13, 34. Ви давам нова заповед. Исус вели, ви давам нова заповед. Да се љубите еден со друг, како што јас ви љубев вас. Така и ви да се љубите еден со друг. Што е ново во оваа заповед? Зошто е нова оваа заповед? Претходно Исус ги сумира, нели, 10 заповеди во 2. Тоа е законот. Законот е љубов. Тоа е препис на неговиот карактер. Бог е љубов. Љуби го Бога со сето свое срце, со сите своји мисли, со сиот свој разум и љуби го ближниот како самиот себе. Овде вели не како самиот себе, туку како што јас ве возлюбив вас. А како Исус не возлюби нас? Па што беше спремен да го даде својот живот на крстот за нас. Се жртвуваше за нас. Прочитавме во 1 Јованово 3,16, како што и ние сме должни да се жртвуваме еден за друг. Има ли поголема проповед од тоа? Дали братот или сестрата нема да го придобиете, еве, еден куп не доаѓаат во црква. Дали нема да го придобиете тогаш кога ќе видат дека се жртвувате за него, дека сте спремни се да направите за него. Тоа е она што не недостасува, тоа е она клучно. Знаете, љубовта е клучна и за меѓучовечките односи, кои што секој се проблем во секоја црква, верувам. Па не знам, ја не сакам да судам, меѓутоа повеќето што не доаѓаат заради нарушени меѓучовечки односи. Ништо друго не е опрашано. Или недостаток на љубов, всушност. Она вистинска љубов, која што треба се жртвува. Јован 15 глава, имаме тука стихови 12 и 13. Веројатно денеска само воведот ќе биде, за да не се задржуваме премногу. Јован 15 глава, 12 и 13. Ова е мојата заповед, значи, пак проширување на она, таа нова заповед што Исус ја дава. Да се љубите еден со друг, како што јас ве љубев вас. Ви вели 13 стих, никој нема поголема љубов од ова да го положи собствениот живот за своите пријатели.
Ваков пријател, ваков брат не се заборава. Често пати, знаеме да кажеме, војска не се заборава, ние мажите. Затоа што таму имате ситуации, често пати ситуации во кои што може би и животот ви си виси на конец, зависи. Значи, јас баш и не сум имал такви ситуации, меѓутоа се случува. И тој што е војнички, да ви се најде тука да се жртвува ако треба да ви помогне, или не само војска, че имате, може комшија да биде, може, такви луѓе не се забораваат, такви луѓе оставаат силен впечаток. Значи, нема поголема љубов од таа да го положите животот за своите пријатели, но тука Господ не застанува. Вред, не вели да го положите животот, време како што читам за непријателите, меѓутоа што вели за непријателите во Матеј 5 глава, во познатата револуционерна проповед на Исуса на гората на блаженствата, Матеј 5 глава, од 43, читаме до 48. Сте чули дека било речено љубите го својот ближен и мразите го својот непријател. Така било познато меѓу евреите тоа време. А јас ме го велам, љубите ги своите непријатели. Љубите ги своите непријатели. Еве зашто ова е тешко, ова не е природно за човек. Како можете да го сакате некој кој што ве вреѓа, ве мрази едноставно, ви прави сопки, не знам што све ви прави, ве краде, ве лаже и така натаму. Но вели овде, љубете го своите непријатели и молете се за оние што ве гонат, кои ве гонат. Како можеле да обстанат и како можеле да ги дадат онака славно своите животи? Еве Јан Хус, имаме тема за Јан Хус, како можеле, ако ја немале оваа љубов? Како можеле да пеат, како можеле да велат, како што и самиот Исус кажал, еве Стефан, земете го, првиот маченик, што вели кога го коменуваат? Не зема им го Господи ова за зло. Исто како Исус од крстот, прости им, не знаат што прават. На оние што го каменуваат, што го убиваат. За да бидете, вели, синови на вашиот татко. Ако сакате да бидете синови на вашиот татко, кој е во небесата, кој прави неговото сонце да изгрева на злите и на добрите и дава дожд на праведниците и на неправедните. Зошто ако ги любите оние кои што ви любат вас, каква награда имате? Што е посебно во тоа да го сакате оние кои што вас ви сака? Тоа е најчовечки, мислам, најприродно е. Ме сака, ќе го сакам. Не ме сака, ја не го сакам. Така е природно, така е човечки. Меѓутоа вели писмото, Исус вели, што посебно имате? Каква награда имате ако го любите оној кој што вас ви люби? Зари царениците не го прават тоа исто? А на друго место вели, вашата праведност треба да ја надмине таа праведност. И ако ги поздравувате само своите браќа, што правите особено? Зар не го прават истото и царениците? И така бидете совршени како што е совршен вашиот небесен татко. Тешка беседа, знам, за мене е тешка. Павле што вели? Павле вели во второ послание до Тимотеј дека во последно време времињата ќе станат тешки. Зошто? Кој е причинителот за тоа што времињата еве се тешки, ама ќе станат уште потешки? Кој е виновникот за тоа? Второ послание до Тимотеј, 2 глава, ова е 3 глава, се извинувам. Ова знае го, од први стих. Во последните денови ќе настанат тешки времења, зашто луѓето ќе бидат само живи. Или себишни. Сребролюбци, самофалци, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети, без природна љубов, дори и без таа природна љубов. Непомирливи клеветници, невоздржани, жестоки, непријатели на доброто, предавници, избувливи, надуени, повеќе сластолюбиви, а не боголюбиви, кои немаат изглед на побожност, а се одрекли од нејзината сила, отстранувај се од нив. Ние, луѓето, сме тие што ги правиме времињата тешки, што му го загорчуваме животот на некого или тој на нас. Ние, луѓето, ги правиме времињата тешки. И ова сето што очитаме овде, ја отсликува реалноста денеска во светот, и ова сето што очитаме овде е спротивно на она што ќе го читаме и ќе го проучуваме во наредните неколку саботи, не знам колку, во прво послание до Коринќаните 13 глава. Не знаем сите таа глава, нели? Сосема спротивно. И јаде сега да свртнеме во прво послание до Коринќаните, 13 глава.
Кај мене насловот на оваа глава е едноставен. Љубов. Коринската црква, да погледнеме малко, да видиме која била Коринската црква. Значи, Корин бил метропола. Имало се. Коринтијаните биле богати. Биле образовани, талентирани, интелигентни. Имале дури и купишта на дарови, духовни дарови. Па гледаме низ двете посланија во Коринтијаните какви се дарови имала оваа црква во Коринт. Конкретно е за црквата. Но едно им не достигало. А она што сушто е најбитното. Љубов. И еве читаме. Прво послание на Коринтијаните, 13 глава, 1 стих. Ако ги изборувам човечките и ангелските јазици, а љубов немам, тогаш сум бронза што звони или кимвал што звечи. Кратко кажано, за комуникација ви е потребна, значи квалитетна комуникација ви е потребна љубов, и тоа божествена. Значи, вие можете да бидете многу елоквентни, да тече мед од вашите уста кога зборувате. Значи, можете тоа да го постигнете, и тоа се постигнува со едно обично воспитување. Знаете, имате денеска луѓе, крем, класи на луѓе, еве можете да земете образование, педагози, психолози, не знам, тие сите многу добро се однесуваат и фино зборуваат, меѓутоа тоа го прават ете чисто од бон тон, така се научени. Што е во нив, тоа само Господ знае. Меѓутоа, без тоа, без љубовта, таа комуникација не вреди. Значи, вие сте само една тенекија, да кажем, нашински, што тропа ставно прави бука. Значи, за комуникација ни е потребна таа љубов. А комуникацијата е она што е битна, често пати може да се слушна меѓу нас, ние самите си правиме, некојаш некој недоразбира меѓу нас се случува заради недостаток на комуникација. Како тоа ние меѓу себе, ние сме едно семејство да немаме комуникација меѓу себе. Дали е тоа одраз на тоа што ја нема таа љубов всушност? Значи, за вистинска, за здрава комуникација е потребна таа божествена љубов, која што ја немаме и треба да ја примеме од Господа. Вториот стих. И ако имам дар за пророкување, значи еве сега ги реди даровите во Коринската црква, кои што постоеле, че биле многу богати и со дарови. Значи, и да имам дар за пророкување, и да ги знам сите тајни и сите знаења, и ако имам сета вера, така што да преместувам и планини, а љубов немам, ништо не сум. Чи дар на пророкување, видите, тоа е многу голем дар. Денеска да знаете за некого, и ово има дар на пророкување, ово е пророк, всушност. Отворам за вистински, лажни ги мене куп. Тоа е навистина посебен дар, со кој што може да ве обдари Бог. Елен Вајд добила посебен дар. Да ги знам сите тајни, значи да сте, како веле, жива енциклопедија да сте, значи да знаете, да има еден куп знаење, сите тајни. Ама сето тоа се множи со нула според Божиот стандард, ако ја немате љубов. Се е џаве, се е ништо. Значи, ако сакате да имате вистинска репутација, некој има репутација и познат по тоа што има многу знаење, некој таму пророк, или не знам, се знае кој. Жива енциклопедија, не знам како сакате. Меѓутоа, вистинска репутација, ако сакате да имате, треба да имате божествената љубов. Инаку сета друга репутација е ништо во Божи очи, според неговите стандарди. Се е, како што кажам, помножено со нула. Третиот стих. Овде се среќаваме со вистинска мотивација. Пазете, дури и ако го раздадам целиот свој имот, и сега ми текнува на оној богатиот младич, на кога што Исус му кажал нешто тако слично, да го раздаде богатството, па отишел. И еве, дури и да го раздадеш својот имот, да си познат хуманитарец, најпознатиот на светот. Имате денеска еден куп луѓе градат цркви, прават 300 чуда, мислам, со донации на пари и така натаму. Значи, ако го раздадам целиот свој имот, за да ги нахранам бедните, и ако го предадам своето тело за да биде изгорено, можете да бидете и маченик, пазете. Да ве спалат на клада.
а љубов немам, ништо не ми ползува. Значи, ако нешто се прави, ако нешто правите, тоа треба да биде од вистинска мотивација, од љубов. А тоа е она вистинска божествена љубов, значи Бог да ве тера на тоа. Вие самите можете 300 работи да правите и сите тие работи да бидат од себичен интерес, некои калкулации. Постојано ние нешто калкулираме. Целиот живот се го комплицираме, калкулираме, а на вој ќе му помогнам затоа што он ќе ми се најде после утре. Тоа не е љубов. Она вистинска збудова. Или не знам што, калкулации, бројки, во преносна смисла по народот. Вистинска и погрешна мотивација. Вистинската мотивација е само од љубов. И наистина ни е потребна таа љубов, затоа што е суштествена. Како да ја добиеме? Второ послание до Коринќаните. Овој пат ќе се послужам со другиот превод, затоа што овде е испуштен еден битен, најбитниот дел. Второ послание до Коринќаните, 3 глава, 18 стих. Последниот стих всушност од оваа глава. Ние пак сите со откриено лице како во огледало гледајки, тој дел го нема во Константинов, не знам зашто е испуштен, многу битен, најбитниот. Значи, ние пак сите со откриено лице како во огледало гледајки ја славата Господова, загледувајки се во Божиот карактер, се преобразуваме во истиот лик од слава во слава, како од Духот Господов. Ние треба да погледнеме и да видиме и да се научиме пред се од Христа. Христос ни е тој пример. Христос дошол да го објави Божиот карактер, за да се научиме какви ние треба да бидеме и да го молиме Господ да ни даде таа љубов. Врвот на таа љубов Господ ја покажал на Голгота. Со самото тоа што се жртвувал. Христос се жртвувал. Господ, нашиот Спасител, се жртвувал за нас. Тоа е таа љубов. Но верувајте дека низ ово проучување ќе го видиме крстот во прво послание до Коринќаните 13 глава. Крстот е тука. Дори овој стих, само што го прочитаме второ послание до Коринќаните 3:18, всушност може би решение за идолопоклонството. Ако вие ги тргнете сите ваши богови, сето она што ви го одзема погледот, интересот, и ако го свртите само на Господа, да се загледаме во Него, тоа што нема проблем, идолите ќе отпаднат. Господ треба да биде центар од нашиот живот. Ништо друго, ништо поважно од Него. Имаше еден цитат од Елен Вајд кој што вели дека Исус Христос треба да биде прв, последен и најважен во животот. Нека биде така. И сега само, како во најава, затоа што времето одмина, ќе ја прочитаме првата карактеристика од таа божествена љубов, која ја читаме во 4 стих, почетокот на 4 стих од 13 глава Коринќаните. Што вели? Љубовта долго трпи. И многу е интересно, и ќе ве оставам да размислувате до следната сабота, зошто, што мислите, зошто Павле почнал со оваа карактеристика на љубовта? Почнува да ја опишува љубовта, она божествена агапе љубов и вели љубовта долго трпи. Зошто токму со ова започна? Значи, љубовта е долго трпелива. Тука сме при крај, јас ќе завршам, ќе продолжиме следната сабота, само можам да кажам, дека јас имам тука посебен проблем, што не секојаш, меѓутоа често сум со краток фител, кој што велат, и лесно можам да експлодирам. А долго трпеливата љубов, значи, тоа значи долг, или може да се изразиме долго трпелива. Љубовта е долго трпелива. Ако сме со краток фител, и тогаш немаме меѓучовечки односи, тогаш ќе имаме војна и во домот, дома, и војна и во црква или било каде. Првата карактеристика е љубовта долго трпи. Јас немав прилика
Па еве, ќе искористам оваа прилика, али јавно да му се извинам на брат Зоран. Имавме еден мал конфликт, јас и тој. Јас имам потреба да се извинам, затоа што не бев трпелив. Значи, по природа сум човек кој што највеќе избувнувам на неправда или на глупост. Да. Значи, колку и тоа да е можеби оправдано. Значи, можеби некој од другата страна ми кажува некоја глупост, за мене е тоа глупост, или барем за некои мои мерки, не знам. Или можеби тоа е неправда за мене. Меѓутоа, тоа не ми дава за право да експлодирам. Значи, друго е, пазите, кога зборуваме за гнев, не случайно спомнав, Господ кога се представува пред Мојсија, што вели таму? Дарежлив, милостив, долготрпелив на гнев. Тоа е всушност зборот што овде се користи, љубовта е долготрпелива. Да не се гневиме толку брзо. И сега, кога станува збор за гнев, станува збор за оној не свет гнев. Имаме и свет гнев. Кога се гневите не за вас, затоа што вас лично ви е погазено егото, значи често пати, не сум ја нешто посебно од вас, и јас се лутам некојаш кој ќе ми го сгазат егото. Иако најчесто ви кажав за глупости, за кога од другата страна слушам глупост, или пак некоја неправда го прашам. Но светиот гнев е гнев кога се подига кај човека заради Божието дело и заради Бога, заради одбрана на Бога, а не за ваша лична одбрана. Тоа нека биде за крај, нека Господ ни помогне и еве нека размислуваме за ова прва карактеристика, ќе видиме и следниот пат зошто Павле токму со ова започна. Љубовта е долго трпелива. Нека Господ ни помогне во овој правец. Амин.